Насмејани лица, детски джагори, многу музика, хуманитарниот предновогодишен базар Новогодишен сон ја покажа на дела хуманоста на хриѓани. Покри многу забава и дружење, рачно изработените новогодишни украси, честитки и колачи завчас беа продадени, а собраните средства ќе бидат наменети за разубавување на новогодишните празници на сиромашните семејства во Охрид. Рачни производи не се купени, значи рачно се направени и поради тоа повеќето од нив немаат цена, туку граѓаните ето хуманитарно поставени се кутии кои колку може да донира. Идејата е да можат сите достоинствено да ги прослават овие празници и средствата ќе бидат наменети за таквите семејства. Овие уникатни производи беа изработени од ученици од охридските училишта и од волонтери при клубот на млади и пензионери од Црвениот крст. Ние денеска изложувавме новогодишни рачно изработени производи кои ги направивме ние како дел од клуб на млади во Црвениот крст со соработка со делот на пензионери. Скоро све се продаде. Остана уште многу минимални работи и сме презадоволни. На нашиот штанд има како мали мечи, како привезоци, изработени од вуница плетена и имаме други како чаши наполнети со шеќерчиња, имаме кошници рачно изработени. Нашиот штанд нуди многу пијалоци од кои се одредени се безалкохолни, алкохолни имаме и напитоци, како чаеви што ни се. Ова е храна, тука што се служи. Тоа се лично ваши производители? Да, ние во нашето училиште ги производуваме, ние учениците. Изработивме куќарки што се продадоја. Работевме цела недела претходно што ни беше и успеавме да ги изработиме овие. Овие средства ќе завршат во Црвен крст за на децата што им се потребни. Граѓаните секој по нешто си понесе од овие производи. Новогодишен поклон. Да. Знаете ли дека овие пари кои што ги дадовте ќе завршат за хуманитарни цели? Да, запознаени сме. Јас не сум од овде, ама главно убаво за Идејата. мислам за градот и за идејата на школите. Се чувствува, како не, се чувствува новогодишна и божична. И божична. Убава е идејата, треба да има почесто овакви настани. Што си купивте? Еве дете во што си одбра, некоја украс направен новогодишен. Треба да се одржува редовно. Што си купи денес? Чизма. Од каде ја купи? Од изгава. И колку ти се добија? Каде ќе ја ставиш? На масата. Ученици пак од второ и трето одделение приготвија специјални новогодишни точки, облечени како снежковци, снеголки и дедомразовци. А дојде и охридскиот дедомраз. Делеше подароци, се фотографираше со децата, но и возрастните, пееше и играше со нив. Многу тешко е да се биде охридски дедомраз. Многу е тешко, многу, гледате сами, многу гуџба, многу народ, деца, расположени лица, сите со своите желби. Големи желби добивме за играчки многу децава саќаат, да. Супермен, количина, ова, она, све саќаат. И ги исполните ли нашите желби? Да сите ќе му исполниме. Тој и со порака до сите. Сакам да му честитам нова година на сиве дечина, мислам сите деца во цел свет каде и да сте. За гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.